Значи, сега веќе пред 14 дена од тогаш, да се подсетиме дека го спомнавме Ровоам, го спомнавме Јеровоам, видовме како дошло до поделба на царството. Претходно видовме исто пред таа сабота за одбивањето на оној добар предлог кој што Ровоам го одбил и клучен момент зашто дошло до поделба на царството. Денеска ќе продолжиме во слична насока. Така беше и молитвата во таа насока што беше кажана. Идолопоклонството како огромен проблем од секојаш кај Божиот народ, а ништо чудно и денеска да е тоа проблем, затоа што можеби не во облик како што бил некогаш, немаме ниту дрвени фигурички, ни кипови, ни ништо, но прикриени форми, секако има, ќе видиме денеска дека никој од нас не е исклучен од сето тоа и сите ние треба добро да се преиспитаме дали му служиме на вистинскиот Бог. Да се подсетиме повторно на Ровоам, тргнуваме повторно од Ровоам, значи прва книга Царства, 12 глава. Седмиот стих, кој беше советот до Ровоам од постарите советници, кој што тој го одбил за жал. Ако денес ги задоволиш тие луѓе, значи ако им бидеш слуга, како што вели другиот превод, ако им бидеш благонаклонет и ако им одговориш со убави зборови, тие секојаш ќе ти останат слуги. Знаете, дошле, се собрале и барале да ги намали даноците, да го намали притисокот врз народот, да не биде како Соломон, кој што сето тоа што го собирал го трошел, вели Елен Вајд, за своји себични потреби и да ужива. Ама, вели 8 стих, тој го отфрли советот што му го дадува старците и се посоветува со младите, кои што порасна, значи, со него, неговите врсници. И подолу таму гледаме дека го направил сосема спротивното. Уште повеќе го зголемил притисокот и вели, јас ке се зацарам и даноците уште повеќе ке пораснат. И тоа допринело да народот се отргне од него и се случи, се исполни пророштвото кој што му било дадено на Јеровоам, дека ќе се зацари на 10 царства. И да не зборувам сега се само на памет, еве, 17 стих, Ровоам завладеа само над израелевите синови, кои живееа по јудиските градови. Потоа царот Ровоам го испрати, и сега Ровоам, значи, иако му станале само 2 царства, се случила таа поделба, сепак не се откажал од својата намера. Го праќа, кого праќа? Некој од УЈП таму, некој главен. Адорам, настојник за данок. Ама израелците го каменуваа. Значи, била сериозна работата. Ровоам, веројатно, сериозно сето тоа не го сватил. Ни пророштвото предходно, кој што му било кажано на Соломон, знаел и тој за тоа. Го каменуваат, умрел, а царот Ровоам брго се качи во колата и избега во Ерусалим. Избегал и веќе не се вратил, односно избегал затоа што било опасно по неговиот живот и веќе сватил дека навистина се остварило пророштвото, само затоа што сакал да ги зголеми даноците, а не го послушал Божиот совет и пророштво. Може само овој совет да го послуша од старците и да биде се поинако. И тоа не било така. Јеровоам, сега ќе гледаме неколку личности на почетокот, односно, може би, повеќето од темата ќе офатиме повеќе лица, личности од Библијата и сакам да размислувате што е заедничко меѓу сите овие. Меѓу Ровоам и Јеровоам веќе минатиот пат кажавме што е заедничко и тука некаде. Сме 12 глава исто, прва цареви од 25 до 27 стих, читаме. Значи Јеровоам се зацарил на 10 племења, го утврди Сихем во Ефремовата гора и таму се настани, потоа излезе од таму и го утврди Фануил. Јеровоам рече во своето срце. Иако му било кажано, што му било кажано? Му било порачано од Господа, од Господовиот пророк. Ако ги слушаш Божите совети, ако го слушаш Божиот глас, ти цврсто ќе владееш над овие 10 племења. Тоа е што треба, ништо повеќе. Меѓутоа тој со својот разум си размисли и вели: сега царството би можело да му се врати на Давидовиот дом,
ако овој народ продолжи да се искачува во Господовиот дом во Иерусалим, за да принесува жртви, срцето на народот ќе му се врати на својот господар Ровоам, јудејскиот цар, и мене ќе ме убијат. И се случило идолопоклонство во најлош облик, оние две телиња и сето тоа што следувало. Ровоам сакал повисоки даноци, и Ровоам не сакал да си ги изгуби царствата. Има нешто заедничко, верувам, дека сваќаме. Одиме понатаму, во Прва цареви 21 глава. Друг цар, Ахав. 21 глава читаме од почетокот познат настан. Во тие настани се случи ова: Езраелецот Навутеј имаше лозје во Израел покрај дворецот на Ахав, самарискиот цар. И Ахав му рече на Навутеја: отстапи ми во своето лозје да ми биде зеленчукова градина, зашто е близу до мојата куќа, и јас ќе ти дадам за него подобро лозје, или ако го сакаш тоа, ќе ти дадам сребреници колку што чини. Но Навутеј го одбива Ахава со зборовите: Господ да ме запази од тоа да ти го отстапам наследството на своите татковци. И Ахав се налутил и отишел дома и вели не сакаше да вкуси храна. Може би паднал во депресија човекот. Не може да го добие тоа што го сакал. Језавела ќе му помогне и на многу итар начин ќе го обвинат Навутеја дека не го почитува ниту Бога, ниту царот. Навутеј ќе биде убиен и Ахав ќе го добие лозето. Има ли нешто заедничко Ахав со Јеровоам и Ровоам? Ајде да видиме, дури од самата казна, му доаѓа Илија, после овој случај му доаѓа Илија, се среќава со Ахав и му кажува што ќе се случи со неговиот дом и лично со него. Од самата казна ќе видиме колкава сличност има ова злодело што го направил Ахав со помош на Језавела и она што го правил Јеровоам. Читаме во 21 глава, 20 до 24 стих. Ахав му рече на Илија, значи ќе се случила средбата: ме најде ли непријателу мој? Ништо поразлично Илија не поминувал од Еремија. Еремија бил непријател. Станал непријател на својот народ, затоа што сакал да ги поучи, сакал да ги одврати од лошиот пат, но затоа што тие биле тврдоврати. Еве е Илија, затоа што лошо зборува и тој мој непријател на Ахав. Илија одговори: те најдов, зашто си се продал да правиш што е зло во очите на Господа. Еве туку што не навлеков несреќа врз тебе. И видите ја казната. Истата казна, исполнува самиот стих, што ја добил и Јеровоам. Ке го изметам твоето потомство, ке го сметам, ке го нема. Истото му кажа на Јеровоам. Ке му ги истребам на Ахава се што моче покрај зидот. Сетите се на минатиот пат. Јеровоам. Истите зборови до Јеровоам. Се што моче покрај зидот. Робовите и слободниците во Израел. Ке направам со твојата куќа како со куќите на Јеровоам, синот Наватов. И со куќата на Васа, еден исто така лош цар, синот Ахин, зашто ме расрди и го наведе Израел на греф. И дури кажува за Језавела, кучињата ќе изедат во Израелското поле, таму каде што беше лозето на Навутеј. Кој од Ахавовиот дом, 24 стих, ќе умре во градот, кучињата ќе го изедат, а кој ќе умре во полето, ќе го изедат небеските птици. Токму истите зборови. Проверете и самите, да не одиме таму, во 14 глава Прва цареви, 10-11 стих за Јеровоам се кажуваат потполно истите зборови. Само тоа наведува на заклучок дека имаат нешто слично, значи Ахав, Јеровоам, Ровоам. Одиме на една друга личност, која што ќе ја најдеме во Втора цареви 5 глава, значи нанапред, уште ја идеме. Втора цареви 5 глава. Во оваа глава се е опишено, значи две главни личности во оваа глава се Елисеј и Неман. Имавме од неодамна проповед за Неман, во онаа серија за исцеленија, ако не се лажам за Јани. Но има и една трета личност во оваа глава, а тоа е слугата на Елисеј, Гези. Знаеме, Неман дошол кај, односно, да му понуди
пари, да кажем, и сребро и сето тоа, и дарови на Елисеј, затоа што бил исцелен, и Елисеј тоа го одбил. Но Гези, читаме за него од 20 стих. Гези, слугата на Елисеја, на Божиот човек, помисли: мојот господар го поштеди Немана, арамеецот, и не прими ништо од она што му понуди. Жив ми Господ, ќе потрчам по него и ќе земам нешто од него. И Гези побрза по Немана. Кога Неман го виде дека трча по него, му скочи од својата кола во пресред и го праша: дали е се добро? Овој одговори: добро е, мојот господар ме праќа да ти речам. Мојот господар ме праќа да ти речам. Полесно за да стигне до оно што сака. Токму стигнаа два младци од Ефремовата гора, двајца од пророчките синови: дај за нив те молам талант сребро и 2 облеки. Неман рече: земите молам 2 таланта, и настојуваше да земе. И врза 2 таланта сребро и во 2 кесиња и 2 облеки, и им ги предаде на двајцата своји слуги за да ги носат пред него. Кога Гези стигна до Офел, ги зеде од нивните раци и ги скри во куќата, потоа ги пушти луѓето и тие се отидоа. Кога дојде, се јави пред својот господар, Елисеј го праша: од каде, Гези? Тој одговори: твојот слуга никаде не отиде. Ама Елисеј му рече: не беше ли моето срце со тебе кога некој слезе од својата кола, да излезе пред тебе? Сега прими сребро, па можеш да купиш маслинови градини, лозија, ситен и крупен добиток, слуги и слугинки. Но Немановата лепра ќе се прилепи за тебе и за твоето потомство за секојаш. Казната за Гези. И Гези се оддалече од него бел од лепрата како снег. Видите колку Господ се гневи на вакви работи, како реагира, минатиот пат видовме. Имаат заедничко нешто и Гези, и Ахав, и Јеровоам, и Ровоам. Втора книга Самуил. Значи, сега идеме назад, во втора Самуилова книга, и 12 глава. И сега вие погаѓајте што се случуваше во 11 глава. Го имаме сега како лик Давид. Знаеме што направи Давид во 11 глава, посака туѓа жена. И во 12 глава му доаја Божиот слуга, пророк Натан. Тој влезе кај него и му рече, значи од првиот стих, 12 глава: во некој град живееа 2 човека. Значи, сега, ова сме го слушале многу пати, но би сакал да го прочитам. Во некој град живееа 2 човека. Едниот богат, а другиот беден. Богатиот имаше овци и говеда во изобилство, а бедниот немаше ништо друго освен една единствена овчичка што ја беше купил. Ја хранеше и таа растеше покрај него и со неговите деца. Јадеше од неговиот залак, пиеше од неговата чаша, му спиеше во неговото крило, му беше како керка. Ваква слика ретко се гледа, мислам, значи да овчичка како домашен миленик. Значи така убаво ја гледал, толку многу се грижал за неја, му била таа една единствена. И дојде патник кај богатиот човек, а не му беше жал да земе од своите овци или од говедата, за да му сготви на гостинот кој му беше дошол. Тој ја украде овчичката на сиромавиот и ја сготви за својот посетител. И знаеме како Давид реагирал на ова, и Натан ќе му каже: ни 2, ни 3, ти си тој човек. Ти си тој кој што треба да добие таква казна, како што самиот Давид си ја изрекол за себе. Казната. И знаеме после како зло ќе го снајде Давид. Че не останало така. Последици се има гревот. Има ли нешто заедничко Давид со Гези? И со Ахав, и со Јеровоам, и со Ровоам? Има, секој дека има. И одиме сега назад, во Исус Навин. Исус Навин, 6 глава. Овде имаме еден лик кој што е сличен по името на Ахав. Само една буква е различна, таа последната. Овде е Ахан. Што се случило овде? Да се подсетиме на овој настан. Им било забрането, откако го освоиле Ерихон, да се зема било што од таму. Се било тоа проклето, вели Господ. Но Ахан, 7 глава, 1 стих, Исус Навин. Но Израелевите синови сгрешија тешко во Херемот, во заграда проклество, зашто Ахан, син на Харми, син Завидеев, син
Завдиев, син Зарин, од јудиното племе, зеде од проклетите работи и Господ се разгневи на израелевите синови. И знаеме како полека, но сигурно Божиот прст покажал на неговото семејство. Тој цело време молчал досега. Че е ни пример како не изгледа вистинско покаяние. И од 19 стих читаме: тогаш Исус му рече на Ахан, значи Исус Навин зборува: сине мој, воздај му слава на Господа Израелевиот Бог и признај му што си направил, објасни што си сторил и немој ништо да криеш. И Ахан навистина признал и ништо не криел. Ама дали ова вистинско покаяние, откако сите ќе покажат со прст, тоа си ти, нема кој, тоа е. Сите докази се укажува на тоа дека си ти. И вели, навистина јас му сгрешив на Господи Израелевиот Бог и еве што направив. Се што направил кажал: видов во пленот убава вавилонска наметка, 200 сикли сребро и златна плоча, што тежи 50 сикли, па се полакомив и ги зедов за себе. Не се е закопано среде мојот шатор, а среброто е од доздола. Има ли нешто Ахан заедничко со Давид, со Гези, со Ахан, значи, со Давид, со Гези, со Ахав, со Јеровом, со Ровом? Има, дори овде се употребува оној клучен збор. Ахан се полакомил, како што Давид се полакоми, како што Гези се полакоми, како што Ахав се полакоми, како Јеровом што се полакоми и Ровом се полакоми. Се спомна, зато реков овој дел, се спомна за Ананија и Сафира, не знам дали брат Рајче читаше нешто. Во Новиот Завет го имаме случајот со Ананија и Сафира. Зошто паднале веднаш мртви тука? Нели, Господ е истиот, често пати имаме проблем со тоа да го разбереме каков е во Стариот Завет, па во Новиот не е. Гледаме ситуација која што укажува на тоа дека Господ е истиот. Ананија и Сафира, значи, продала нива и за да се покажат пред сите, како што вели Елен Вајд, дошле и демек, ете, се што заработиле од нивата принеле, како што ветиле. Но решиле сепак да задржат поголем дел за нив. Од она што го ветиле. Не морале да ветат, не морале ништо да дадат. Ама ветиле, сакале да се покажат и сепак се, што направиле, тие се полакомиле. И паднале мртви пред мажот после жената. Што е лакомост? Ја би сакал да не должам многу, затоа што веќе беше доста, мислам ја развлековме и поуката и како и да е, нема што тука многу да се коментира. Колосјаните, односно Ефесијаните 5.5. Да читаме првно во Ефесијаните 5.5. Директен одговор имаме во Ефесијаните 5.5, а подосно и Колосјаните 3.5. Ефесијаните 5.5. Зашто знаете го ова добро. Ни еден блудник, ни еден нечист, ни еден лакомец кој е идолопоклоник. Што е лакомецот? Идолопоклоник. Зборуваме цело време за идолопоклонство, пуката ни е за тоа. Еви, трета тема поред. Видете каква суптилна форма може да има идолопоклонството. Лакомост е идолопоклонство. Колосјаните 3.5. Колосјаните 3.5. И така, умртвете ги своите членови што се на земјата, блудството, нечистотата, страста, лошата желба и лакомството што е идолопоклонство. Значи, Павле во Ефесијаните пишува дека лакомецот е идолопоклоник, овде се вели самиот грев, лакомство е идолопоклонство. Подиректно и појасно не може да биде. Значи, што е заедничкото меѓу Ананија и Сафира, и Ахан, и Давид, и Гези, и Ахав, Јеровоам и Ровоам? Сите били идолопоклоници. Сите полакомиле. Дури и Давид, кој што бил по Божие, значи, човек по моето срце, меѓутоа, откако, нели, потоа и се покајал и
го исправил својот живот, фала на Господа, ете што имаме и такви случаеви на вистинско покаяние и враќање кон Господа. Господ цело време не сака назад и не предупредува за опасностите што постојат, кои што може да не одвојат од Него. И еве денеска зборуваме за лакомството. Многу прикриен греф, но и многу тежок греф над кој што Господ се гневи, затоа што е идолопоклонство. Господ сака целото внимание да му го посветиме нему, тој е љубоморен кога одиме по други, така наречени богови, а во случајов одиме по самите себе си. Што е лакомството? Во суштина. Себичност. Елен Вајд, накратко, еве сега ќе видите дека сите сме опфатени, значи, почнувајќи од мене, без разлика тоа дали сум лаком или не. Вели, секоја себичност е лакомост, а според тоа и идолопоклонство. Има таков цитат, тоа е една реченица кратка, не ја запишав кај се наоѓам и тоа ќе ви ја најдам ако некој сака. Секоја себичност е лакомост, а тоа е идолопоклонство. Па, по дефиниција, себичноста е идолопоклонство, се клањете на, одnosno вие сте самите Бог. Вие сте во центар на вниманието и место да давате она што подразбира вистинска љубов, вие сакате да приграбите за себе. Вие сте секоја себичност. Е тоа. И навистина е корен на секој зло. Тоа е она што сите го носиме ние, тоа е она што сите имаме проблем. Значи себичност, гордост. Значи на некој начин сите имаме проблем со идолопоклонство, кој што е страшен греф. Па и самиот Павле што вели таму во Римјаните, нели, тој како фарисеј мислел дека е безпрекорен. Ама се доека не ја познав 10-та заповед, видите. Не посакувај, не пожелувај, нели вели. И тогаш сватив колку сум прекумерно грешен. И во суштина, за да прекршите било која заповед, вие најнапред ја кршите 10-та. И таа е единствената која што, значи, може да глумиме на првата заповед, на втората, значи, се онака надвршно да се гледа дека сме перфектни, ама она 10-та задира во срцето, задира во мислите. А од каде што произлегува се. А кој што вели, значи, не е лошо да посакуваш нешто убаво, Господ ни го дал и тоа, значи, ама не да посакуваш тоа што е туѓо, она што не ти припаѓа, она што не треба да го посакуваш. Може да посакуваш, да сакаш, да. А што вели Павле во прво послание до Коринќаните, 13 глава, не мора да отвараме тамо, меѓу другото, љубовта вели, не го бара своето. Нешто не го бара туѓото, не го бара ни своето љубовта. Љубовта дава. Би сакал да завршам еве со Излез 33 глава. Ова е веднаш после онаја голема криза и големо паѓање во идолопоклонство со направеното теле на Синај. И знаеме дека ако не бил Мојсей, Господ се ке збришал. Значи, Мојсей се застапувал за народот и го подсетува Господа, и дури сега ќе читаме некои од стиховите. Сети се, па тоа е твој народ. Мене попрво избришиме, значи, од книгата на животот, ама поштеди ги, смилувај се. Господ навистина е милостив, и многу милостив, и долго трпелив. Еве читаме во Излез 33 глава, од 1 до 3. Погледнете ја реакцијата Божја. Господ му рече на Мојсија, оди, значи, го прифатил неговото посредништво, оди, вели, од тука ти и народот што го изведе од египетската земја, во земјата за која што им се законува на Аврама, Исака и Јакова, дека ќе им ја дадам на нивите потомци. Ке испратам ангел пред тебе, ќе ги истерам хананците, аморејците, хетејците, феризејците, евејците и евусејците. Отидете во земјата во која што тече мед и млеко. Млеко и метод. Јас нема да тргнам со вас. Јас не тргнам со вас. Еве, сум ветил, тргнете, ќе добиете земјата, но ја не тргам со вас. Зошто се народ со корав врат, зашто сте идолопоклоници, зато што не одите по мене, одите по други богови. За да не ве истребам патем, значи. Колку е Господ гневен на ваков греф.
Че јас не можам да бидам во вашата средина, не можам да одам со вас, оти тешко вас ќе биде. Кога народот ги чува овие остри зборови, почна да тагува и никој веќе да не го става својот накид врз себе. Ова е сега една посебна проповед, кај што можеме да видиме во разни ситуации, дека кога почнеме да ставаат накити врз себе израелците, тоа значило криза, тоа значило паѓање, тоа значило одделување од Господ. Затоа што тоа е повторно внимание врз самиот себе. Повторно вид на себишност, идолопоклонство и така натаму. Што друго се случува? Во 12 стих, Мојсей се моли, значи, се обрана кон Господа, гледај, ти ми рече, поведи го овој народ, ама не ми се јави кого ќе испратиш со мене, иако претходно му вели ангел ќе испратам. Уште ми речете, знам по име и ти ја уживаш мојата благонаклоност. Затоа, ако ја уживам твојата благонаклоност, покажи ми ги своите патишта, за да те сватам и за да ја уживам и натаму твојата благонаклоност. Мојсей почнал да има проблем за да го свати вистински Бог, или тоа што изборував во пуката, да го познаеме вистински Бог. Исто така помисли дека овие луѓе, дека овие луѓе се твојот народ. Јас лично ќе тргнам со тебе, одговори Господ, и ќе ти обезбедам одмор. Господ вели, со тебе ќе тргнам. Претходно велиме, не тргам со народот, нема да бидам со вас. Ако не тргнеш ти, додаде Мојсей, не ни изведува од тука, не тргаме, ако не тргнеш ти со нас. Каква е желбата, и тоа треба да биде наша желба, да Господ биде со нас, ако го неаме Божето присуство, а ќе го неаме ако сме во идолопоклонство, не тргаме ние нигде, не стоиме во место. Само може неволи да не сноѓаат. Па како ќе се знае дека ја уживаме твојата наклонност? Како ќе се знае дека сме твој народ? Јас вика и твојот народ. По тоа што идеш со нас, по тоа што си во нашата средина, по тоа што ти си присутен тука, по тоа ќе знае другиот народ дека ние сме твој, дека сме твој народ. Никако поинаку. Само со тоа ќе се разликуваме јас и твојот народ меѓу сите народи што се на лицето на земјата. Ние ништо не сме посебни, никако што израелците биле посебни. Биле посебни, посебноста било во тоа што Господ бил со нив. Тој е бил, кога бил. Меѓутоа, еве, гледаме како гледа Господ на идолопоклонството. И вели, не можам јас да бидам со вас. Дури тамо во 12-тиот, не, се извинувам, не ги прочитавме тие стихови. 7 стих, Мојсей го зеде шаторот и го обтегна надвор од логорот, така Господ му рекол. Надвор од логорот да го обтегне шаторот, далеку од логорот дори вели. Господ не сака, значи тој ќе биде присутен, ама далеку. И вели, не тргам со вас. И го нарече шаторот на средбата секој кој сакаше да му се обрати на Господ и излегуваше при шаторот на средбата, што се наоѓаше надвор од логорот. Значи да, имало повторно пристап до Господа, но Господ бил очигледно многу луд, гневен, бесен, како што видовме минатиот пат, затоа што идолопоклонството е страшен грев. И потоа во 34 глава повторно се исклучува завет, каде што Господ му се јавува на Мојсей и му ги кажува своите карактеристики, својот карактер, што се многу милостив, спор на гнев, но и оној кој што не остава неказнет грешник. Кој е решението за лакомост? Да, се разбира, одговорот секојаш е Исус. Исус е решение за се. Но, ајде да видиме Павле. А се сеќавате, ајде да ве прашам, не знам дали се сеќавате, тоа ми е еден од најомилените стихови, но кај се наоѓа стихот "Се можам преку Христа кој ми дава сила"? Павле ги кажал овие зборови во посланието до Филипјаните, посланието 4.13. 4.13. Но, ајде да видиме во кој контекст ги кажал. Ова е лекот за лакомост. Од 10 стих читам, послание на Филипјаните, 4 глава. Се зарадував многу во Господа, зашто сега најпосле ја оживеавте својата грижа за мене, им се обрека на верници во Филип.
Вие инаку се грижевте, но немавте прилика. Еве, сега, значи, почнеме да им помагаат да праќат и средства, за да може да ја врши службата. Не го зборувам тоа заради скудност, и сега внимавајте, што вели, зашто научив да бидам задоволен со она во што сум. Ова е лекот. А то само може Господ да даде. Бидете задоволни во она во што сте, она што го имате. Не гледајте она што другиот има. Затоа што ако гледате, ќе посакате. Тоа е човечката природа. Павле се научил да биде задоволен со она што има во моментот. Знам да живеам и во скудност, знам во изобилство. Научен сум на се и во се што да бидам сит и да гладувам, да сум во изобилство и да сум во скудност. И потоа вели, се можам преку Христа кој ми дава сила. Христос ми ја дава таа сила, Христос ме прави задоволен, односно, имајќи го Христа, јас сум најбогатиот, јас имам се, што ми треба друго? Со Христа имаме се. Тоа е решението на овој голем, значи тоа е Филипјаните 4.13, од 10 до 13, читав. Завршив со 13-тиот, познатиот. Нека Господ ни помогне во ова време во кое што ние немаме нити кипови, ни слики да точно, меѓутоа можеме да имаме некоја форма прикриена на идолопоклонство, кое што го гневи Господа. Нека Господ ни помогне во тоа да тој ни биде прв и последен и најважен во се. Амин.